Осогово на свој терен против просечната екипа на Кошев од Гевгелија првенството во втората лига исто го заврши со пораз и ги остави навивачите загрижени за тоа што ќе се случува со клубот во пресрет на новото првенство. Не само поради известното испаѓање од второлигашката конкуренција, туку многу повеќе што жолтосините во пролетната полусезона не успеаат да создадат тим каков што најавуваа. Осогово во последното коло одигра просечно, што не беше доволно за победа. Водството во второто полувреме преку Паунов не ги поколева гевгеличани, кои во вторите 45 минути со мудра игра направија целосен пресврт и победија со 2:1. Неважноста на резултатот сигурно не е оправдување на осоговци, бидејќи тој беше уште помалку битен за гостите. Тоа што е најбитно, сега се некакви калкулации поврзани со обстанокот на Прилепска победа во првата лига, кој треба да го обезбедува преку бараш надпревар, што би им било шанса на кочанчани, но сето тоа се уште е шпекулација. Во 27-то последно коло Осогово Кожев 1:2, Каменица Саса Борец 1:3, Беласица Брегалница 1:1, победа Тиквеш 1:12, слободна беше екипата на Плачковица. На крајот на првенството Беласица е прва со 59 освоени бода и воедно нов прволигаш од новата фудбалска сезона. Второпласираниот Борец ја обезбеди бараш дуели за пополнување на уште едно место во првата фудбалска лига, а Штипска Брегалница, која одигра само 1:1 во Струмица, на крајот потклекна и освои само третата позиција. На четвртата е Кожев со 40 бода, пети Тиквеш со 37 бода, шеста Плачковица со 30, седма Каменица Саса со 25, осмо Осогово со 19 и девета победа Баландово со 10 бода. Отпишаниот Хоризонт Турново остана со 3 бода.